Се демонстрираше, се дегустираше и годинава Зелникот на баба, манифестација која што се одржа по трет пат. Манифестацијата Зелникот на баба, која е од хуманитарен карактер и има за цел да ја зачува традицијата, по трети пат се реализира на градскиот плоштад во Пробиштип. Околу 200 учесника од 15 градови од земјава беа дел од овој настан кој подготвија зелници. Јас сум од Сдруженијето на пензионери од Кратово. По втор пат тука доаѓаме на оваа убава покана. Зелникот на баба што е како манифестација организира на ниво на локала и Сдруженијето на пензионери. Па мило ми е што со овие манифестации, па плюс и тоа хуманитарни, сакаме сите да допринесеме на таквите луѓе, било на каков начин, а воедно и да не ги забораваме старите традиции на нашите баби, нашите мајки. Сега ние баби станавме, така да биде и останатите генерации. Колку зелници се дел од ова манифестација од пензионерите од Кратово? Донесовме 3 врсти. Зелникот на баба првиот е за бъдни вечер што го правиме во Кратово, вториот е баница, третото е десерт лаго баклава по стар модел. Ние доаѓаме од Куманово и многу сме благодарни што сме поканени од Сдруженијето на пензионери од Пробиштип. Дојдени сме ние 3 жени во народно носие, како што ги гледате, со зелници направени, возачот и јас како представник од Сдруженијето. Еве што оно што овде имате изложено на вашиот штанд на градскиот плоштад во Пробиштип? Зелници се, а ова среднаво е зелник со мурузно брашно. Се наоѓам на штандот на општина Штип и општина Карбинци. Како оди продажбата денес овде во Пробиштип на зелникот? Денес овде во Пробиштип продажбата оде одлично. Многу поздравуваме оваа манифестација, бидејќи има хуманитарен карактер и ние учествуваме со 6 стави тука, со нашата екипа од 4 члена и мислам дека ово за поздравување и луѓето купуваат, дават 50 динара, не жалат за бидејќи знаат каква е акцијата. Кој се го подготви денес зелникот овде на вашиот штанд? Денеска зелникот го подготвија овие 3 жени тука што ги гледате, у наша носија од Овчеполијето и Штипско и така, они активни се за тоа, јас со нив, организатор сам на тоа и се дружиме се и денеска имаме плюс пуштено луѓе со автобуси да дојдат тука да бидат присутни, да се дружат. Како се допаѓа оваа манифестација? Оваа манифестација е одлична и треба да продолжи, ја мислам ќе биде традиционална и така се најавува дека ќе биде традиционална и да продолжи, бидејќи хуманитарните работи треба секогаш да ги почитуваме и да ги поддржаваме. Уште еден од меѓубројните штандови овде на градскиот плоштад во Пробиштип на третата поред манифестација Зелникот на баба. Добар ден, од каде доаѓате? Ден од Кочани. Од Кочани. Да. Колку луѓе се дојдени овде на оваа манифестација од Кочани? 4 пензионерите. Да, колку луѓе? 4. 4. Жени, Што да. имавте донесено? Имаме донесено 3 зелник. 3 зелник. Колку денес младите јадат зелник? Слабо. И зависи, некои јадат, некои не јадат. А ово се вика зелникот на баба. Да. Дали дома и помладите прават вакви Да, нешта? прават. Знаат да прават? Да. На мојот штанд денеска има 10 жени. Ова е масата на етно жена од Пробиштип. А сите зелници беа со печени кори. Се трудевме денеска да бидат постни, бидејќи е петок. И се радувам што може да погледнете веќе поголемиот дел е продаден. Еве колку зелници до овој момент се продадени, уште колку се останати? Останато е уште 2-3 зелника, имавме направено негде околу 20 зелници, плюс сакам да кажам дека имавме 50 мекици и зелник од семејството Стоименови, на кои минатата година им ставивме струја од собраните средства. Многу се радувам што им помогнавме на луѓето. Ете, тие денеска излегува пресред и направија 50 мекици и зелник. Еве се наоѓам на уште еден штанд кој што би рекол домакин од општина Пробиштип. Еве накратко представување на вашиот штанд. Овој штанд е исполнет со производи од домашна изработка. Именно штандот е Slow Food. Нашата невладина организација секоја година учествува на ваков вид саеми, каде што ја презентираме традиционалната наша исхрана, она што го готвеле нашите предци. Така што на тој начин се обидуваме да ги отргнеме од заборавот, да ги научиме нашите млади кои повеќе се заинтересирани за брза храна, за фаст фуд, отколку за slow food. Значи, slow food е традиционално споро готвење на храна. Како што можете да видите, целата храна што беше подготвена од страна на нашите членови на Slow Food се продаде.
Колку члена се вклучија во подготовките и што све подготвивте денес, односно веќе и продадовте? Па видете, со оглед на тоа дека ова е целата манифестација е насловена како Зелникот на баба, тоа меѓутоа и покрај тоа вредните домаќинки донесоа и други домашни производи. Јас сум познат со правењето на традиционалното тавче гравче со прас. Така што мислам дека сум единствен кој донел таква работа и гледам дека луѓето се заинтересирани и го купуваат и тоа. Присутните, кои ги имаше во голем број, освен тоа што има можност да окусат од овој македонски традиционален специјалитет, погледнаа како се прави зелник. Вредните домаќинки на градскиот плоштад за време на настанот демонстрираа како се прави зелник. Секој на свој начин го подготвува зелникот, а ние успеавме да откриеме како. Ги усукавме, нели, брашно се стави, вода, сол, замеси се, усука се, потоа се малку посукат корите и се стави зејтин и урда и на средината прас и спанаки и се испече. Настанот беше збогатен со уште 20 штандови со разни изработки на ракотворци кои ги имаше од различни краеви од земјава. Ова се слики од црна, изработени од техника на филигранска техника, нешто што се работи се уште само во Македонија. Мотивите се различни и се може се работи од црна, освен ликови, да речеме нашиве икони, ликот го црта уметника, ја ги облакам велам. Од каде доаѓате? Од Скопје, ова веќе го работам 10 години наназад и право да ви кажам, наоѓам на многу добар прием кај моите љубители, велам, не муштери, љубители на мојата работа. До мене се наоѓа една личност која што премногу добро црта. Добар ден, од каде доаѓате? Јас доаѓам од Бања Банско, Струмица, инаку живеем во Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско. Дали членувате во некој здружение? Да, јас членувам на Сдружение на уметници што цртаат со уста и нозе, исто така членувам и во Мобилност Македонија. Колку досега дела имате направено? Имам безброј дела направено. Да, безброј, што не повеќе цртате, природа? Најповеќе ме инспирира Светото писмо, инаку јас цртам духовно, природа, цвеќиња, инаку работам на платно со акрилни бои. Дали ве цртежите се од продажен карактер? Да, секако се од продажен карактер. Да, ги продавате? Да. Каде досега ги имате представено едноставно вашите дела? Дали имате направено многобројни изложби? Па имам речиси низ цела Македонија, а сега овдека ми е прв пат во Пробиштип, благодарејќи на Ристе, он ме покани. Инаку имам многу изложби во странство направено. Бидејќи сум светски уметник, ја представувам Македонија. Од Скопје доаѓаме на покана на вашата општина и ми причинува задоволство прв пат да учествувам. Иначе се представуваме со рачно работени македонски мотиви на бакар. Ја представуваме македонската жена, македонскиот мелост преку мажите свирачи и нешто од Македонија. Во смисла на нагид, нешто во смисла на македонскиот крст, воопшто како символ на христијанството, македонските штитови наши. Тоа е. Како сте задоволни, како сте прифатени од самите гости кои што се денес овде во Пробишти? Па задоволна сум, интерес побудија производите, но за продажба не можем да зборам, се разбира и толку не ми е битно, битно ми е да се представам на овој пазар, со оглед на тоа дека 8 години веќе ги произведуваме јас и сопругот овие работи и мислам дека сум задоволна. Меѓу штандовите ги сретнавме и учениците од основните училишта од градот. Значи денес е денот на пролетта и по тој повод подрачното училиште Кирил и Методи и основното училиште Браќа Меладиновци во Пробиштип направија изработки од детските раце на децата и направија многу рози цветови и други изработки. Овие цветови ќе бидат наменети за засадување на рози во училишните дворови.
Еве овде имаме штанта Општинското основно училиште Никола Карев, каде што гледам многобројни цвеќиња изработени и се надам дека од учениците токму тоа училиште. Што се случува во моментот на вашиот штант? Да, значи ова се сите изработки од учениците од Општинско основно училиште Никола Карев, кои земаа учество ученици од прво до 8 оделение. Ова се сите изработки и се на продажба. Колку ученици беа вклучени во оваа акција да ги направите самите цвеќиња и што понатаму со собраните средства? Па сите ученици од прво до 8 оделение, а собраните средства ќе бидат применети за Македонија, земја на цвеќето, Македонија, земја на природата. Зелникот на баба полека, но сигурно станува хуманитарна манифестација со традиционални вредности. Собраните средства од овој настан се наменети за една наша сограѓанка на која им се непотребни. Оваа година имаме некаде преку 200 учесника кои што ги продаваа зелниците на парче. Средствата уберени, како што рековме и предходно, наменети се во хуманитарни цели, наменети се за една наша млада сограѓанка на која што треба да им се изврши операција. Јас се надевам, сега во моментот не знам колку средства се уберени, меѓутоа се надевам дека се уберени доста и дека барем малку од малку ќе ублажиме финансиската состојба на низините родители за да може детето да се оперира. Инаку, како што реков, драго ми е што имаше посетители од цела Македонија. Исто така, огромен број на посетители, тука сладокусци на бабиниот селник, кои што за непол час ги испразнија штандовите. Тоа доволно говори колку овој наш традиционален специјалитет веќе добина значај и колку е побаруван. И годинава секако не изостана културно-уметничката програма. Добрата музика не го изостави и убавото македонско оро.